Јас не би сакал да шпекулирам во однос со роковите, како што веќе видовме и во јавните медиуми. Таму се водат повеќе постапки за нив, така да ќе оставиме на судот да видиме. Тоа се судски постапки, никој на тие судски постапки не може да влие. Судот определува кога ќе бидат закажани рочиштата и кога ќе биде донесена одлука. Така да од наша страна не може ниту да постои некакво влијание, нити пак да можеме да извршиме некаква проценка кога би тоа можело да се случи. Меѓутоа, со оглед дека во медиумите имаше истакнато дека од извори во Министерството за правда постоела можност да бидат вратени до март, ќе чекаме да видиме што ќе се случи. А има ли можност да се суди тука за пасошите? Да, тоа има некаква иницијатива за тоа? Според мене нема можност да се суди. Тоа може само во случај да самите странки побара. Меѓутоа, тоа не е случај во оваа ситуација. Тоа ги поднел таа листа на докази ги поднел колегата Миле Петровски, така да ќе треба него да го прашате. На претходното рочиште поднесувавте исто листи со Да, докази, да, господинот да, Мјалков? да, поднесува. Да? Точно. Тоа се документи, односно докази кои ќе бидат изведени во текот на постапката и јавноста ќе биде запознаена со каква содржина се и на што се однесува. Жалба поднесовте веќе за екстрадицијата во Атина и има нешто Да, конкретно? жалба е поднесена, се уште немаме добиено датум. Што казав, последниот пат исто беше одложено не рочиште, него средба требаше. Да. Како што знаете, веќе е познато дека судовите во Грција тешко се снаоѓаат, односно сите органи, тешко се снаоѓаат со преведувачи на македонски јазик и во овој случај беше тоа проблем, односно поради тоа што органот кој ја води постапката за азил нема преведувач од грчки на македонски јазик и обратно, беше одложено на неопределено време. И уште нема закажано? Нема се уште датум. Тоа е Министерството за внатрешни комисија. Не, до пред малку, односно до пред некој месец, и јас мислев дека е на внатрешни работи, било надлежно Министерството за внатрешни работи, сега е тоа посебен комитет за бегалци, азиланти и така натаму. Точниот назив не могу го знам, меѓутоа тоа е управен орган која води постапката во управна постапка во Солун.